Кога зборуваме за инклузивното образование, велиме дека тоа е основен процес, односно што значи од ученикот што се очекува. Кога зборуваме за ученикот, на тоа великаме ученици со тешки болести. Се очекува што е можно повеќе да се вклучи и да партиципира, значи да стекнува некои образовни знаења. А од друга страна, наставникот што треба да направи? Тој треба да му овозможи на ученикот сето тоа да го постигне, а на кој начин тоа ќе го направи? Со тоа што ќе ги открие бариерите кои што постојат пред ученикот и на тој начин ќе му го олесни на ученикот совладувањето на овие наставни гради. Иначе препретките кои што го отежнуваат и го невозможуваат инклузивниот процес, можеме да ги поделиме во 3 групи и вие скоро сите бариери веќе ги спомнавте, меѓутоа ние малку сега подетално ќе ги елаборираме. Значи најнапред имаме психосоцијални бариери, физички или архитектонски бариери и институционални. Што значи психосоцијални бариери? За лицата со инвалидност понекогаш се градуваат негативни ставови и предрасуди кои што настануваат како последица на недостаток на информации или незнаење, како од страна на наставниците, така и од страна на врсниците. Овде се вбројуваат нетолеранцијата, игнорирањето и социјалната дистанцираност. Професорката во претходното предавање спомна дека се многу важни за инклузивни процес 3 фактори: инклузивна култура, инклузивна политика и практика. Најважен фактор е инклузивната култура, односно тоа се ставови. Како на наставниците, така и на децата врсници, а особено ставовите на родителите. Затоа што децата, кога ќе видиме негативен став на учениците, на децата врсници, всушност ние размислуваме дека тие ставови се наметнати или од родителите, или тие ставови не се наметнати од самите наставници. Менувањето на овие ставови е првиот предуслов, првата бариера која што ние можеме да свладаме, за да имаме успешна инклузија. И овде